Тихомир, дали се слушаме? Да, се слушаме. Добро, почитувани слушатели, еве ќе поразговараме со Тихомир Стојановски, професор, а исто така е и член на театарската група Скрп и утеха подолго време, која работеше во Република Македонија, меѓутоа Тихомир Стојановски е познат по тоа што како активист од Република Македонија ги посетил десетици пати македонците во Албанија, македонците во Егејскиот дел, Беломорскиот дел на Македонија и македонците во Пиринска Македонија. Неговите посети не се само така, отидени да се посети на чаша ракија или пак да се направи лав муабет. Тихомир тие ги има осведочено и преку својата камера, својот објектив. Најнапред добре дојде Тихомир за вас и на македонската радиопрограма овде во Мелбурн. Добро ве најдов. Еве, ние ќе се знаеме, еве за нашите слушатели да кажеме дека се знаеме долги години. Со вас некако не сближуваат исто така заедничките национални интереси на македонскиот народ каде и да е. Јас би сакал најнапред да поразговараме околу, бидејќи вие времето треба да одите на работа, да кажете збор-два за македонскиот бугарски договор, македонците во Бугарија, нивните човекови права од вашето искуство и реакцијата. Видете, ние можеме по одредена политичка гарнитура да изнасилува некои договори кои не се реални и не се нормални, и не се во духот на, како да речеме, меѓународното право или европското право. Ако Европа е заедница на рамноправни народи, ние секогаш треба нешто да подпишуваме, да се откажуваме од својот собствен народ. Ние правиме неприродна работа. Македонците во Бугарија, односно во Пиринска Македонија, во цела Бугарија, бидејќи сум посетил поголем дел од нив, се насекаде и тие немаат основни човекови права. Први, не се признава нивниот идентитет, не се признаваат како македонци. Бугарија со години учи дека македонците се бугари, ги, како да кажем, ги заразува својот народ уште во образованието. И тие кога ќе дојдат ќе почнат да викаат македонците се бугари. На првиот час кога бе пред 2 години се најдов во Банско, на првиот училишен час со министерот на култура на Бугарија и градоначалникот, кметот на Банско, сите првачиња рецитираа песната од Вазов, "Българин се наричам, прва љубов е за мене". И тогаш ги прашав македонците, сите ли ова го кажуваат? Да, рече, и турците, и ромите, и македонците. Значи, тие прават национален идентитет, јас го нарекувам шизофренен идентитет. Ако македонците може да бидат, бугарите да бидат и бугари и македонци. Договорот е штетен, бидејќи не се почитуваш сами од себе си, не можеш ти да се откажуваш од сопствениот народ. Тоа први не е ни по Божиот закон, љуби го својот ближен како самиот себе си. Како можем јас да се откажам од своите македонци, а ние го имаме на почетокот, таму после Втората светска војна, кога имаше културна автономија, значи тогаш де факто со Димитров беа признати македонците, денеска не се признаваат. Не само што не се признаваат, дозволено е да пеат неофицијално, но тие велат македонците се бугари. Не ја регистрираат, значи, здружение на граѓани кои биле во затвор за време на комунизмот. Државата не го регистрира тоа здружение, како што не сака да ја регистрира и Оморинден Пирин. Значи, не им дозволува да бидат делови од општеството, да ги држи како во изолација, како индијанците во резерват, нели? И целиот проблем е, нормален проблем е бугарите да земат и да признаат дека постојат македонци, да ги отвориме границите, да им дозволат локално таму да существуваат како што треба и да живееме како браќа и пријатели. Не можеме да подпишуваме договор да се откажуваме од сопствениот народ. Мислам, која е тоа геноцидна состојба? Значи, јас седам на оваа страна на улицата, на другата страна мојот брат Македонец што живее таму, го убиваат и јас треба да не ме интересира тоа. Тоа не е првин човечки, а не камоли европски или меѓународно или по некоја, како да речеме, договори што се направени во
Обединети нации, што значи да се правото на самоидентификација. Професоре Стојановски. А можам само да кажам, на театарот Скрб и утеха 10 години му се укинати гостувањата таму, значи никаква поддршка немам од нашата држава, од Министерството за култура. Јас често го нарекувам Министерство за цензура. Значи тоа на државно ниво се тера. Добро, како вие да добијате такви мислам привилегии, тоа е незамисливо кога сме во состојба премиерот Заев и владата се во преамбулата уште со договорот кој беше подпишан пред Илинден или на Илинден, пишува дека имаме предпоследната реченица, пишува дека двата народа имаат заедничка историја. Во член 8 се откажуваме од нашата историја македонската, а во член 11 се откажуваме од македонците, а исто така подпишан е со уставниот јазик на Република Македонија, а не македонскиот јазик на македонскиот народ. Како го гледате тој чин на Зоран Заев? А тоа не знам како да го кажам, да го наречеме, имаме разни коментари, клетви, навреди од нормални луѓе кои навистина се ставени, посебно македонци од денеска во Република Македонија, од еден силен притисок, како да кажеме. Тешко е човек да остане нормален. Се случуваат такви геноцидни работи, такви повреди на човековите права, така да ние сега треба да лажеме дека некој некого го убивал. Мислам дека кога можеше Германија после нацизмот да се извини за геноцидот врз евреите, тоа никогаш не го сторија бугарите за она што го правеа за време на Втората светска војна. Ние не можеме да лажеме дека немало војна, дека не убивале. Ние мораме тоа да го потенцираме, да им простиме, што е во духот на Исусовиот закон, нели ние сме запишани христијани, не избрал Бог, не запишал како македонци, тоа е друга тема, да им простиме, но мораме да ги споменуваме состојбите за да не се повторува дека бугарите биле тука фашисти, убивале. Имаме ние во семејството на моја сопруга убиени луѓе во Прилеп, например. Имаме во Пиринска Македонија, кој ќе појдам, раскажуваат како се убивани луѓето. Македонците ги ставале во затвор за време на Тодор Живков, затоа што биле македонци само заради тоа, а ние денеска се треба да подпишеме дека имаме заедничка историја. Имаме, точно е, тие не окупирале, сакале да не направат бугари, тие избрале да бидат бугари. Во бугарскиот етимолошки речник зборот бугарин е турски, значи човек без идентитет. Болгар, збирштина празна маса, неписмено, луѓе кои се прости, немаат образование. Значи тоа е турски збор пред се болгар. Ние имаме збор македонец, македонски најстарот име во Европа. Повторно ќе речам, не можеме ние да се откажуваме од самите себе за некој да го наполни джебот со пари, а главниот проблем во Македонија се покажува дека е сребролюбие. Луѓето крадат и после се ќе направат да не одат во затвор и ќе не продадат сите нас. Мисля дека тоа така оди. Но за жал, овие договори што ги подпишува оваа влада се катастрофални. Да го уништи сопствениот народ, тоа е голема, како да речам, духовна беда, пред се да се нема домашно воспитание и едноставно да ги крши сите закони на човекови права, конвенции. Испаѓа дека Европа геноцидно се однесува кон нас и сега бидејќи не може таа да го реши проблемот со две наши шизофрени соседни нации, ги нарекувам, кои се во исто време и грци и македонци, и бугари македонци, се ги доменува в констатација и илири се и македонци. Значи сите се македонци, само македонците не сме македонци. Добро. Мислам дека и сега се појавуваат и квази историчари, платеници, кои ќе напишат лаги, го има тоа еден систем, се вика Кетман, кажи ми лаги, вели Питер Брук. Ке ставиме тркалца на вистината, нема готово, нема окупација, бугарите се грци ќе направиме еден, како ќе рече, босански лоен, сака да направат македонска чорба, во која сите можат да бидат македонци, само ние не можеме да бидеме. Страната е друга, дека Бугарија вршела геноцид и не се знае колку луѓе се убијани последниве 100 години, колку биле по затвори, што се случувало таму, исто го правела и Грција и Албанија. Ние тоа треба да го кажеме, да се извинат па да живееме како нормални луѓе во Европа, или ние живееме во некои диви, каде што владее законот кој е посилен ќе го убие послабиот. Професоре, ова налудничавост на Зоран Заев и неговите разбойници, јас така ги викам, тие ми се лутат колку сакаат, може да се лутат, меѓутоа јас како македонец стојам за националните интереси на македонскиот народ и Македонија.
налудничав. Голем предавнички договор беше и преспанскиот договор во Нивици. Вие бевте сведок, а и заедно протестиравме пред Собранието на Република Македонија. 19 страници е тој е еден нов устав на Република Македонија кој треба да се усвои на 15 јануари. Па тоа е уште поголема катастрофа и тоа е да дозволиме да не окупираат два народи околу нас и тука ние да се чувствуваме како да сме во некој концентрационен логор. Значи Македонија ја претвораат во народ кој нема право да каже кој е, што е, зашто се работи. Ние имаме геноцидно однесување, например, знаеме дека виножито барале да се учи на македонски јазик, им рекле не постоја таков јазик, владата во Грција. Потоа им рекле добро да учиме нема таков јазик. Им рекле добро ќе учиме на нашиот јазик. Кој е вашиот јазик? Нема таков јазик. Тие не признаваат јазик во 21 век во обединета Европа. Како можеш да подпишуваш договор ако е некој шизофренен идентитет? Тој е маџир кој дошол, избегал од турците, дошол во Македонија и сега тој е македонец. Значи тој има три идентитети, тој е бегалец од Турција, тој е и грк, а во исто време и македонец. Тоа е шизофренија. Тоа треба да се лечи. Ние Македонија испаѓаме дека сме лечилиште на некои луѓе кои сакаат да крадат и да изнасилуваат. Дали тие ќе се извинат за геноцидот што го правеше Милас Каравангелис, кога се убивани луѓе, жени и деца? Значи, повторно ќе речам, Германија се извини. Тие треба да се извинат за геноцидот и ние повторно немаме ние евиденција колку луѓе грците убиле. Тие се уште крвта ја носат на рацете, место да се извинат како христијани, а велат дека се христијани, да ги отвориме границите и да го решиме проблемот како што треба. Ако веќе не треба да има војни, можат барем да се извинат. Тие денеска за да се прикријат своето злосторство, бугарите и грците, па сега и албанците, бејќи тие правеле етничко чистење. Ние имаме податоци во Корча што се случувало. Значи излегуваат, се запознат да се отвори, појдовме кај луѓето. Тие треба да се извинат за тоа, не да подпишуваме договори. Со кого ќе подпишувам договори? Со убиецот, тој да дојде повторно да ме убива, а како што гледате повторно се случи сега едно убиство и така натаму и така натаму. Јас добро тоа не само што е штетен договор, туку е да се запраша човек, па меѓународното право се јави, јас сум правник, сум професор по сенски говор, нели? Да се запраша дали е можно вакви договори да подпишуваат. Ова е нешто, како да кажам, не скандалозно, него надвор од думот. Добро, Вие ги викате 40 среброљупци кои ќе подпишат закон да се откажат од собствениот, ги го продадат собствениот народ. 80 се. 80 Па добро, али она како приказната, нели, со 40, 80. Ако се не се 80, ќе ги бројат по два. Тогаш го видовме ние тоа. Да, го видовме со изборот. Сите уставни закони се поништени, насилно е направено, нема закон, има само сила, изнасилување, уништување на македонскиот народ кој е под силен притисок и луѓето веќе не знаат што да прават. Јас можам да разберам геноцидната политика на владите на Грција и на Бугарија, па и на некои други држави. Меѓутоа, не можам да разберам, професоре, пасивноста на македонскиот народ, на политичките партии во ова време сега. Наместо се брани уставот, во преамбулата се менува, се бришиме како македонски народ. Членот 3 се бриши, нели? Членот 49 се откажуваат од македонците и пишува таму дека ќе се грижеле за граѓани во диаспората. Јас не можам да го разберам тоа зошто македонците се толку индиферентни, зошто воопшто не реагираат кога им се зема најсветото тоа името. Видете, се направија неколку собири, луѓето повторно се поделија, дали се под одредени, како да речеме, маши на политичките структури. Не може да се постигне единство. Најголем пораз е што опозицијата воопшто не зборува. Зборува од време на време за договорот. Името се менува така како да се работува со сето. Тој народот е веројатно разочаран и не гледа што може да се случи и како да направи. Значи имаше собери, се собираме, си одиме дома и ништо не се случува. Имаме представници во собранието кои не испаѓа дека не се наши представници, бидејќи милиција во панцири ги чува секој ден. Ние гледаме колку милиција ги чува, избраниците ги чуваат собствениот народ. Опозицијата наместо да излезе можеше да ги даде, да го врати, како се вика, мандатите, и ние да почнеме да имаме нови избори, да видиме што ќе правиме понатаму. Како што гледате, како еден голем театар, тоа не се случува, веројатно се прави пазар, за да не се оди во затвор заради среброљубие, и повторно ќе дојдеме дека
од тоа крадење и сребролюбие, сега за да се спасат тие ќе ја продадат државата, ќе го продадат народот и еден ден, дај Боже да не се случи тоа, да помогне и Господ да некако, бидејќи ќе се разбудиме во една држава во која ние ќе бидеме малцинство како во сопствената земја, како што се македонците во Пиринско и во Бугарија, македонците во Албанија, македонците во Грција немаат човекови права, така ние овде ќе ги немаме своите основни човекови права. Ќе испаѓа дека Македонија им припаѓа на сите, само не нам на македонците. Бидејќи ќе ни биде забрането да го употребуваме своето име, својата култура, својот идентитет, својот јазик, со одредени дози на притисоци од нашите соседи кои, како ќе речам, не убивале, и сега народот веројатно еден дел нема екзистенција, се плаши, работи во политичките партии, неколку пати се направија независни собори, како што гледам полека работава, стивнува и не знам како ќе заврши. Вие спомнавте дека може Господ Бог да ни помогне. Тоа токму преименувањето или крштавањето на Македонија ќе се направи на 15 јануари, а тука некаде се и водици. Ќе има ли свето крштевање или фрлање на крстот од неговото блаженство господин Стефан во водите? Не ми е жал, да, во водите на Вардар ќе се пуштили името на Македонија за веков да замени во Солун и Егејското море, Беломорското море. Како да нема Македонија духовен водач, тоа сме го зборувал многу пати. Значи, зошто е Македонската православна црква, зошто постои? Требаше ли да излезе духовник и да каже дека крадењето не е добро, дека не е добро двете македонски партии да се караат и да ја продават државата, да излезе ако имаше авторитет на Исус Христос, да удри со жезлот, да го повика народот, зашто бидејќи ние денеска и де факто немаме водач, имаме две партии кои се раскарани, упорно се караат, обиди да се формираат нови сили, нови партии, но веќе е доцна и народот нема водач и не гледа со кого да се идентификува. Така да малите протестни групи ги гледа на чија страна од протестите припаѓаат. Бидејќи власта формира своји протестанти, опозицијата веројатно своји кои се строго контролирани во одреден мал број и не можат ништо да направат. А ние де факто и немаме духовен водач, луѓето се разочарани кога тие се сложија за мајка црква да им биде бугарската црква. Ние зборуваме за татко на небесата, за неговиот син Исус Христос, тие зборат за мајка црква. Такво нешто освен што нема во Светото писмо, испаѓа дека црквата е дел од сето ова и таа практично соработува на таа смена на името. И ние де факто немаме духовен водач кој може да излезе, да го поведе народот и да каже, а ти црквата не е само да прави обреди, туку кога народот ќе дојде во криза и политичарите да ги собере, да им каже. Јас сум гледал еден таков случај, еден претходен владика, кој игравме представа во манастирот Свети Јоаким Осоговски, владиката Кирил како им се дереше на амбасадорот на Америка и на Бранко, председателот на Република Македонија, им одржа на таква беседа. Јас случајно се најдов, бидејќи таму имавме премиера 2002-та, мислам 3-4-та, кога почна да вика, вие вака правите во Америка, тоа значи духовен авторитет, каде можеш да кажеш нешто. За тоа зборуваме. За жал, оваа постава што ја води црквата не направи речиси ништо и ние сме оставени без водач. Значи како овци кои не водат на клање, а немаме духовен водач да не поведе, да видиме што треба да направиме. За да останеме тоа што не запишал Господ. Македонци, Македонија, благодата Божја дадена на црквите македонски. Професоре, да завршиме со она познатото напишано, мислам од Плевнеш беше, дека одам по сточните пазари Кукушко, Леринско, Битолско, во Петрич, во Џумаја и така натаму и гледам еден вол е 100 лири, а овега го подкупиле да ме убие мене за 10 лири или за 4 лири. Тоа така некако доаѓа. Тоа е тоа. За жал, политичката култура која спадна на ниско ниво, на предавства, на лаги, на крадење, на убиства, недомакини луѓе, недоволно фатеме работата, зашто немаме духовен идентитет, што треба да се прави, како да се однесуваме, а тоа се виновни оние што ги чуваат денеска силна милиција во собранието. Ако ќе видите кои луѓе се таму спремни се да потпишат, да кренат раце за било што без да размислат, само за да го наполнат джебот. Тоа е сребролюбие и во Библијата е пишано сребролюбието е најголемо зло. Ете тоа е тоа што ни доаѓа до ак, заради тие пари, заради тоа што некој крадел се откажува, не реагира
и ја предава власта, другите исто така заради пари го прават тоа што го прават и ние еден ден треба да се разбудиме во концентрационен логор во кој ќе ги немаме своите права, односно ќе ни речат земјата не е ваша, таа им припаѓа на сите околу вас, само на македонците не им припаѓа. Да, значи... Во една наша представа се викаше некрстени денови како пророчка, доаѓаше европеецот и велеше ве нема во европскиот катастар, а главниот лик на крајот викаше не нема во европскиот катастар, но барем не има во Божиот катастар. За да не има таму треба духовен водач да го поведе народот, да знае што да прави и како да се однесува во вакви состојби. Значи, да констатираме дека со промената на преамбулата ние ќе се сведиме на заедница како ромите и власите кои немаат сопствена држава, ќе го изгубиме тајтолот или титулата, така како што велат англичаните, ќе изгубиме титулата дека сме ние државотворен народ на сопствена татковина, ние ќе станеме на аморфна маса. Значи да се откажеме самите од себе. Има една печурка се вика Копренус коматус, мастилавка ѓубретарка расте во Македонија. Бела е убава и на крајот самата се јаде и се претвора во една црна точка. Значи ова состојба ме подсетува на тоа, сами себе да се унижиме, сами да се продадеме, бидејќи некултурно е, нели сега во Европа во 21. век, да не укинат тие под притисок на соседните држави, најдобро да се најде некој од нас внатре, значи внатре некоја екипа која може за одредена паричка, самата да се уништи, самата да се поништи, самата да потпише дека не постои. Значи кога ќе донесете некој пациент во лудница, во болница, нели, кој има проблеми со психата, ако потпише самиот дека не е тој, сигурно дека ќе потпише. Без разлика дали го прави тоа за пари или затоа што е болен вистински духовно. И го нема македонскиот дух, не ја сака сопствената земја и тогаш е надвор од законот, Исусовиот закон на љубовта. Професоре, јас можам да ви се заблагодарам за ова интервју кое ете така наеднаш спонтано утрински го направивме Скопје, Мелбурн и ви пожелувам убав ден во Скопје, во Македонија. Амин, да сме живи и здрави и да останеме такви како што не запишал Господ, македонци, Македонија, благодата Божја дадена на црквите македонски. До слушање.